Поздрав, магични мои, добре дојдовте на Уналум Тарот, јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша поддршка упатена кон вашата страница и пред се морам да ви се заблагодарам на сите вам кои што стварно сте ми ветер во грб, кои што ми давате поддршка за да оваа порака или пака овие излегувања од тарот картите ги утемелам за сите вас кои што најмногу ви се потребни. Денешната порака ќе биде само за вас, за сите вас кои што ќе ве пронеде ова видео и да започнеме со исчитување на оваа порака. Ќе бидат две групи, можете да се одлучите за која група ќе посакате или пак за две карти и да видиме што сакаат тарот картите да ви порачаат за време на овој викенд. Ова ќе бидат викенд вибрации кои што ќе дојдат во енергија на искажување на две енергии, односно две карти кои што се надевам дека сите ќе ги утемелите во вас. Ве оставам за некоја секунда да си изберете карта и да започнам со исчитување од тарот картите. Доколку одбравте, ќе биде првата моја група да видиме, или пак првата карта да видиме што сака оваа карта да ви соопшти за сите вас кои што одбравте. Вратата на романсата. Бројот 33 ќе ви биде многу од значај, или пак бројот 6. Енергија за 6 дена, 6 сати. Енергетска вредност или пак 33 бројот е битен за вас, драги мои. Оваа карта ви порачува врата на романса, каде што и треба да се отворите за романтична енергетска вредност. Да не бидете во кафес на непознато, туку да бидете во кафес, да излезете од овој кафес, значи да ви се отвори вратата на романтичната енергетска вредност. Некој од вас треба да го отвори срцето или пак ќе стигне персона која што ќе го отвори срцето за вас и ќе ви каже тајна, но ќе биде во романтична енергетска вредност. За други пак од вас ќе биде енергија да спознаете и дознаете дека некоја персона која што гаи емоции према вас ќе го искаже моментот на поромантичен пат. Значи енергија да ја искаже својата љубов према вас на романтичен пат. Доколку се работи за вас, оваа карта ви порачува да се отворите во романтична смисла на збор. Значи, да го отворите вашето срце и да почнете да верувате во љубовта, затоа што пред самата врата е да се отвори нешто што и ќе биде во енергија на тоа што сте го манифестирале во вашата енергетска вредност. Ајде да видиме и втората моја карта за сите вас што ја избравте, што сака да ви порача. Оваа карта носи бројот 36, може би ќе ви биде во значење 36, а може и ќе биде бројот 9 во значење 9 месеци, 9 сати, 9 недели, нешто што е во 9 број. Енергија на втората чакра која што ја носи архангелот Ариел. Оваа карта е енергија на втора чакра, сакрална чакра, енергија на втора чакра, поточно чакра на продуктивна енергетска вредност. Доколку сте биле во енергија да не сте можеле да се одлучите за пород, енергија да во оваа втора чакра е енергетска вредност која што вели дека ќе треба да донесете битни и важни одлуки по повод вашата енергетска вредност. Значи, да донесете момент на случување каде што и ќе треба да поработите на оваа втора чакра, каде што и плодноста ќе ја зголемите во вашата енергетска вредност. Овдека се работи и за персони кои што сакаат да створат нешто во својата работна енергија, да створат капитал, да отворат некој нов бизнис или пак енергија каде што ќе осеќате со оваа втора чакра. Доколку се работи за персони кои што долго време се премислуваат дали да станат родители или пак не, оваа втора моја карта ви сугерира дека треба да поработите
на вашата втора енергетска вредност, да почнете да осеќате, значи се што ќе работите, да биде во енергија на осеќање. Втората чакра е енергија на продуктивно осеќање, каде што и се што ќе треба да направите е да ја активирате оваа втора чакра. За некој од вас значи дека ви е блокирана оваа втора чакра, не можете да направите продуктивен енергетски дел, каде што и вашата работна енергија е во енергетска вредност да стои, да биде во застој, не можете да донесувате битни и важни одлуки и да знаете дека ќе треба да исчистите енергетски, да исчистите дали било по холистичен пат или пак енергија да биде во енергетска вредност, да ја исчистите по енергија на некои други просперитивни енергетски вредности, каде што и ќе се обратите кај некој енергизиран работник, светлосен работник, кој што работи со исчистување на чакри, енергетски дел, каде што и ќе треба да ја исчистите оваа чакра, за да може да продре и да помине енергетска вредност, која што оваа втора чакра е енергија на продуктивност, значи на репродуктивност. Тука се зафатени репродуктивни органи, каде што и ќе треба да ви донесат можност да продуктирате или пак да репродуктирате нешто што е во ваша енергија. Значи, ќе треба да ја намените вам како ви резонира, дали било на енергетски дел во мајчинство, да бидете мајка или пак да станете татко, или пак во енергија работо, енергетска вредност. Овдека се осеќаат, ова чакра е на осеќање, каде што и ќе треба да осетите унака како што и ќе треба да осетите, но се додека сте блокирани во оваа енергетска вредност, ќе треба да ја одблокирате оваа чакра и да знаете дека нештата ќе ви се придвижат во наредниот период. Тоа што треба да го знаете од втората моја група е во енергија да работите на оваа чакра, на втората чакра, да знаете дека втората чакра ви е блокирана и ќе треба да ја деблокирате со осеќање. Значи тоа што ќе го направите, треба добро да го осеќате дека сте го направиле во подобра енергетска вредност. Значи, дали било на работна енергија или пак било на енергија на продуктивност, значи на репродуктивна енергетска вредност. Драги мои, ова се пораки кои што треба некој од вас во време на викенд вибрација да стигнат до вас. Јас се надевам дека ќе имате добар и успешен ден и се гледаме во наредна порака и наредно видео. Поздрав!